Неодамна излеговте со предлог за предвремено пензионирање, впрочем и владата во предизборниот период го ветуваше истото решение. Денес гледаме предлог закон во кој стои задолжително пензионирање на 64 години, додека предвременото пензионирање го нема и не се говори за тоа. Кои се вашите согледувања и зошто е тоа така? Значи, пред се морам да кажам дека овој наш предлог кој што ние го говориме веќе подолго време за предвремено пензионирање за мажи и за жени на 59 години, односно за жени на 57 години, звучеше многу убаво предизборниот период за позицијата, тоа е за власта, и оваа тема беше експлоатирана во популистички цели. Но гледаме дека од кога се формира новата влада, ние колку и да говориме јасно и гласно за овој наш предлог, очигледно дека сега е друго време и воопшто не се ни размислува за таков потек. Мораме да го објасниме моделот зашто ние го предлагавме предвременото пензионирање. Пред се мораме да кажеме дека јавната администрација има на висок вработени. Значи се тераше една кампања за префрлање на вработените од јавниот сектор во приватниот сектор, и затоа не излеговме со наш предлог за предвремено пензионирање, со што ќе се пензионираат онолку број на работници во јавниот сектор колку што се вишат во моментот. Задолжителното пензионирање на 64 години ние исто така го прифативме и говоревме дека треба да се оствари и да се донесе закон за задолжително пензионирање на 64 години, од истата причина што нема да се прави селекција помеѓу јавниот и приватниот сектор. Знаеме дека во јавниот сектор службеници со високи плати ја користат можноста и остануваат на работа до 67 години, додека во приватниот сектор оние работници кои што работат физичка работа воопшто не им текнува или не им паѓа на памет да работат после 64 години. Со овие два закони што требаше да се донесат, значи задолжително пензионирање на 64 години и после тоа значи предвремено пензионирање на 59 и 57 години, ќе се направеше една голема реформа во јавниот сектор каде што постарите лица ќе си го добијаат заслуженото, значи својата пензија, која што ќе беше намалена за онолку колку што ќе се договоревме, но кога ќе се исполнеа старосната граница од 64, односно 62 години, ќе да си ја добијат својата полна пензија. Со ова ќе започнеше еден процес на реформа во јавниот сектор, каде што на нас ни е итно и неодлучно да почнеме со дигитализација во тој дел. Ние кажуваме дека постарите лица и нашите истражувања и анкети кажуваат дека не можат да се снајдат во ерата на дигитализација, така да ова ќе беше најсоломонско решение за работниците во јавниот сектор кои што се постари и не можат да навлезат во ерата на дигитализација, а од друга страна ќе се направеше намалување во јавниот сектор и ќе отпочнеше првиот дел од реформата, а тоа е намалување на вработените, и ќе можеше да се преиде на вториот дел, а тоа е дигитализација на јавниот сектор. Така да можам да кажам дека повторно се соочуваме со еден популизам, каде што кога треба ветуваме, но кога ќе треба на дело да излеземе со конкретни резултати или конкретни предлози, тогаш молчиме.